Се менува геополитичката слика во светот. Мир сакаат сите, но патот до него не го гледаат на ист начин. Со новата администрација САД целосно ја промени политиката во однос на војната меѓу Русија и Украина. За разлика од неговиот претходник Џо Бајден, новиот претседател Доналд Трамп, со цел што побрз крај на конфликтот, реши да оствари директна комуникација со руските власти. Новинарот Дејан Андоновиќ за Алфа вели дека тоа го покажува и самиот однос на Вашингтон кон Киев, односно дека безбедносни гаранции ќе има доколку биде потпишан договорот за украинските минерали, што засега е одбиено од страна на Володимир Зеленски. Патот кон мирот очигледно не го гледат исто. Повторно ќе кажам, Трамп увиде и ја смени политиката од претходникот, зема да преговара директно со Владимир Путин, произлезе дека е поголем сојузник со Русија од што Европа. За Украина не сакам ни да зборувам, бидејќи со Украина условот на белата куќа на администрацијата на Трамп е се повеќе тој да се повлече, да има избори и на тие избори новиот претседател да седне да преговара и да го потпише мирот со Русија. Дополнителен проблем за Украина е самото тоа што мандатот на Зеленски е веќе рече си една година завршен, па тој веќе ниту за САД, ниту за Русија не е легитимен претседател. Раби Седрак од Институтот за меѓународни стратешки и безбедносни студии вели дека на крајот сценариото може да заврши и со барање азил од страна на Зеленски откако ќе ја напушти функцијата. Многу ми е криво за ваков сценарио, ама ние очекуваме дека ако не завршува војната сега и ако Америка ја сопре поддршката до Украина, дека Украина во многу брзо ќе паѓа, ова може да предизвикува, да кажеме, бегањето на Владимир Зеленски надвор од Украина да бара азил во некој друго место и да ја остава држава вака. Катастрофалната посета на Зеленски на Белата куќа предизвика 2 дена по средбата со Трамп во Лондон да се одржи самит на лидерите од Европската Унија, на кој една од темите беше и можно формирање на Европска воена алијанса. Според Андоновиќ останува отворено прашање како на ова ќе реагира Трамп со оглед на најавите на францускиот претседател Емануел Макрон дека ќе има зголемување на финансиите за евентуална ваква организација. Дали ова деградација или на НАТО или афирмација на НАТО, ако се земе во предвид дека европските сили во нив ќе ги сочинуваат армиите и земите членки на Европската Унија. Од друга страна, јасен е ставот на Русија и на претседател на Русија Путин, кои 2-3 пати изминатата недела подсетија дека распоредување на некакви европски сили би било исто така закана за Русија и дека тие нема се согласат на тоа. Според Седрак, крај на војната мора да има што побрзо, па поради тоа Зеленски од Вашингтон замина директно за Велика Британија. Замина и отиде директ во Лондон, не се врати, да кажеме, дома. Отишол во Лондон и беше очекуван од премиерот на Лондон, кој, да кажеме, му нудиле одма еден пакет помош од 2 милиарда евра за Украина, како сакат да консолидират некаков вид од фронт од земјите како спас. Инаку премиерот на Велика Британија Кир Стармер викендов во Лондон го представи планот од 4 чекори за поддршка на Украина, договорен со европските лидери и највисоките представници на НАТО и ЕУ. Британскиот лидер порача дека е време да се действува за Европа во осигурувањето на безбедноста на Украина.